Сакам да дишеме чист воздух, а за градоначалник да имаме човек кој сака, може и знае да се бори со загадувањето. Ова беше едно од главните очекувања на скопјани во 2017-та. Беше и главно ветување на кандидатите за градски татко. Нашето здравје, вашето здравје, потребата за чист воздух и чиста вода за пиење се наша света должност и наша обврска. Во предизборната програма Шилегов најави: во градот ги носиме најреволуционерните патенти за прочистување на воздухот на денешнината, применети во најзагадените градови во светот, каков што е, например, градот Пекинг. Прочистувачите функционираат по принципот на заробување на частичките во воздухот и со вградени технологии го прочистуваат воздухот во нивната непосредна близина. Едно такво изгледа вака. Колку е далеку Скопје од Пекинг? Во километри многу, но се чини исто толку и во спроведување мерки за спречување на аерозагадувањето. Кула што прочистува воздух нема, но град Скопје ни испрати одговор дека за 4 години донеле 39 мерки за почист амбиентален воздух. За да се донесе апсолутен заклучок дека овие мерки од градот Скопје директно упатиле кон потенцијалното намалување на загаденоста на воздухот, треба да се извршат анализи гледајќи ја секоја мерка посебно во однос на индикаторите. Такви истражувања ниту градот, ниту Министерството за животна средина не спроведуваат. Невладините организации кои се бават со оваа проблематика беа најгласни во најмагливите денови. Шилегов потпише и документ со нив со кој се обврза дека ќе исполнува нивни барања за почист воздух. Ако сакаме да збориме дека нешто е направено, треба да се покажат резултати. Значи, едно е да се направи мерка, едно е да се направи план, друго е реализација и резултати. Значи, нас ни требаат резултати. Резултати она што изминативе години имавме малку подобро во просек подобра и квалитет на воздух се должеше највеќе заради временските прилики. Меѓутоа, кога веќе се повикуваат, мора да ги земат сите податоци. Значи временски климатски услови, температура, притисок, мерните станици не работат постојано. Значи веќе кога збориме и кога прават мерки, треба да се види во одреден ред каде што работеле станиците, колку мерки во тој район се направени и дали стварно се должат на тие мерки резултатите. Такви анализи нема. Нереално е да се очекува за 4 години да се постигнат некакви фантастични резултати, затоа што проблемот со загадувањето на воздухот кај нас е многу комплексен, потекнува од многу извори, има многу сектори во кои што мора да се работи истовремено. Друга работа што е многу важна, што не е само да биде почист воздухот од тоа што бил претходно, него треба да влезе во некои законски гранични вредности кои што ни се наложени од Европска унија и така натаму. И со овие мерки кои што сега се спроведуваат или се спроведуваа во изминатиот период, во секој случај не сме го постигнале тој ефект се уште. Она што како трик го прават сите политичари е споредувањето на ист месец во 2 години. Од невладините организации велат дека тоа не е точна слика, бидејќи веќе следниот месец може да биде со сосема различни вредности. Она на што алудираат е системско решавање на проблемот и поврзаност на мерките. Имаме добар тренд каде што се продолжи со обновување на велосипедската мрежа во Скопје, меѓутоа тоа мора да биде проследено и со дестимулација на користење на автомобилите. Значи проширување на булевари, изградба на нови булевари оди во погрешна насока, дури кога тие содржат велосипедски патеки, затоа што колку повеќе простор имаме за автомобили, толку повеќе автомобили ќе добиеме на тој простор. Водно буквално ради гасоводот го искасапија, а на НВС уште немаме гасовод. Значи, ако веќе 4 години се чекаше за реализација, можевме барем тие дрва да ги зачуваме за овие 4 години. Граѓаните веќе навикнаа на празни ветувања од политичарите кои што проблемите вообичаено ги шминкаат наместо системски да ги решаваат. Се очекува дека на локалните избори во октомври годинава една од главните теми во кампањата повторно ќе биде загадувањето на воздухот. Тогаш ќе стигне и пресудата од гласачите во однос на прашањето дали актуелната власт прави доволно за справување со овој проблем.